Советот на општина Кочани на втората седница ги изгласа развојните програми за едната година, за кои планирано да се инвестираат над 135 милиони денари. Најголем дел од средствата, односно 52 милиона, се за изградба, реконструкција и асфалтирање на улици, како и за тековно, инвестициско и зимско одржување на општинската патна инфраструктура. Со програмата за уредување на градежното земјиште наменети се 39,7 милиони денари, со кои ќе се обезбедува непречен пристап и поставување водоводна, фекална и атмосферска канализација, како и друга инсталација со приклучоци до градежните парцели. Со програмата за изградба на фекална и атмосферска канализација во наредната година планирани се 9 милиони и 400 илјади денари, со кои ќе се гради атмосферска канализација на улицата Стево Теодосиевски, како и фекална и атмосферска канализација на улиците Гемиджи и 23 октомври во централното градско подрачје. Исто така, дел од средствата ќе се наменат за зоната лесна индустрија над каналот, во населбата Ризари и на други локации. Планот на програми за развој кумулатив на сите овие програми вкупниот износ е од 135 милиони 366 илјади денари. Како што спомнав, буџетот е ограничен, Министерството финансии не ограничува на просек од претходни 3 години, зголемен за 30%, се со цел за подобро планирање на приходите и преземање на помали обврски, за да не се доведе ситуацијата да не се доведе општината да не биде ликвидна. Значи, ова е само кумулатив на сите претходни програми. Од програмата за располагање со градежното земјиште, со која преку создавање просторни услови се овозможува обезбедување услови за социјоекономски развој на општината, се очекува прилив во општинската каса од околу 45 милиони и 500 илјади денари. Членовите на Советот на општина Кочани на втората седница ја усвоија и програмата за јавно осветлување, кај која разликата помеѓу планираните приходи од близу 25 милиони и расходите од околу 10 милиони денари ќе биде искористена за изградба на нови инфраструктурни проекти, како и за одржување на јавното осветлување. Завршена е изградбата и уредувањето на детско игралиште со реквизити во кругот на клонот 3 на градинката Павлина Вељанова во населбата Текешински Лозија во Кочани. Се работи за донација што ја обезбеди компанијата Amphenol Technology Македонија во рамки на одбележувањето на 8 годишнината од нејзиното работење кај нас. На просторот наменет за најмладите наши сограѓани поставени се лизгалки, клацкалки, нишалки и други реквизити, главно изработени од дрво, како заложба на одговорните во Amphenol за користење еколошки материјали. Констатираме дека е комплетно завршено, имавме некои дополнителни работи кои што ги преземавме за да биде баш онака како што треба да биде и конечно е ставено во функција. Ова е заокружување на процесот на 8 години прослава постоење на Amphenol во Македонија, односно во Кочани. Еден дел од активностите. Се надевам дека наредната година и наредниот период ќе имаме можности за надградба и на други локации во детската градинка. Тоа е еден наш допринос како општествено одговорна компанија за заедницата во која што живееме и досегашната соработка со детската градинка со установата е одлична и се надевам дека така ќе продолжи и понатаму. Детското игралиште во Текешински Лозија е едно од повеќето донации што во рамки на своето општествено одговорно работење ги обезбедува Amphenol Technology Македонија. На неодамнешната прослава на 8-миот роден ден беше најавено дека опремувањето и облагородувањето на просторот во градинката во Текешински Лозија ќе биде целосно покриено со средства од компанијата, а како подарок за сите граѓани. Продолжуваат активностите за подобрување на водоснабдувањето за жителите од општина Виница. Во тие рамки е и проширувањето на филтер станицата за вода за пиење во непосредна близина на постојаната. Увид на градежните работи за проширувањето на капацитетот направија градоначалникот Миле Петков, како и новоназначениот ВД директор на јавното претпријатие Солидарност Ѓорче Николов. Договорот за овој проект беше подпишан на 17 ноември минатата година, со што проширувањето на филтер станицата во Виница ќе овозможи подобрување на водоснабдувањето на жителите во градот, како и во населените места Јакимово, Лески и Црн Камен. Со тоа, повеќе ќе нема проблеми во водоснабдувањето.
Инвестицијата вредна 14 милиони денари ја обезбеди Министерството за транспорт и врски со намена за подобрување на квалитетот на водата од јавната водоводна мрежа во општина Виница. Парите се преостанати од сумата што беше предвидена за карго аеродромот кај Штип, а што требаше да го гради турската компанија ТАВ. Состојбата со сообраќајните знаци и другата патна сигнализација во Кочани не ги задоволува стандардите за безбеден сообраќај. Поради тоа се набавуваат нови сообраќајни знаци, столбови за нив, како и флексибилни, односно еластични столбчиња за тротоарите. За оваа намена од општинскиот буџет се инвестираат над 84.000 денари. Контролата на службите во локалната самоуправа покажала дека дел од знаците се оштетени, украдени, а некои и искорнати со столбчињата на кои биле поставени. Освен тоа, недостасуваат и нови сообраќајни обележја на повеќе сообраќајници во дел од новите населби во градот. Појавата за уништување и крадење на сигнализацијата е загрижувачка, а од направениот попис на терен било констатирано дека поголем број сообраќајни знаци во општина Кочани се оштетени или украдени. Тендерот за набавка на сообраќајните знаци е веќе завршен, пошто на сите места каде се уништени или недостасуваат ќе бидат поставени нови. Од надлежните во општината е упатен повик до граѓаните доколку забележат уништување на сообраќајната сигнализација, како и на другата урбана опрема, тоа да го пријавуваат кај надлежните служби и органи. Од февруари идната година ќе почне со работа единствениот повикувачки број 112 наменет за пријавување итни ситуации. Од Центарот за управување со кризи, под чија надлежност е оваа област, го промовира единствениот број, при што беше нагласено дека тој ќе биде достапен 24 часа секој ден во неделата. Граѓаните ќе можат да пријават итен случај дури и ако немаат кредит на мобилниот телефон. Повикувачкиот центар ќе биде отворен на 11 февруари, символично на денот на единствениот европски број за повици за итни ситуации. Во него ќе бидат ангажирани околу 50 лица, а предност ќе имаат вработени на неопределено време во државна администрација, истакна директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов. За некој да работи во овој нов сектор 112, ние како тим наметнавме нови правила и доста строги критериуми. Воспоставивме соработка со Министерството за одбрана, каде што сите лица кои што ќе треба да работат во секторот 112, најпрво ќе мора да положат тестови за интелигенција, тестови за карактерни особини, тестови за познавање на англискиот јазик или евентуално познавање на друг јазик. Нормално дека меѓу вработените ќе има и лица кои што го говорат албанскиот јазик, но и за нив е потребно да го зборуваат англискиот или друг светски јазик. Платформата на повикувачкиот број 112 ќе овозможи мултијазична подршка на граѓаните и подршка на групи граѓани со посебни потреби, слепи и глуви. Исто така ќе функционира и преку повици со СМС и преку пораки на социјалните мрежи. Во овој момент во државата има 4 броеви за примање повици, а со воведувањето на единствениот европски број 112, граѓаните ќе имаат можност на едно место да пријавуваат поплави, пожари, сообраќајни несреќи, болничка нега. Сите повици ќе се примаат во 8 регионални центри во државата. Тројца виничани биле приведени во полициската станица откако кај нив била пронајдена марихуана. Претходно за нив имало сомнение за поседување недозволена материја, поради што бил издаден и судски налог за претрес. Според известувањето од Министерството за внатрешни работи, во периодот меѓу полнок и 2 часот изутрина, полициски службеници ги лишиле од слобода 33-годишниот СВ, како и лицата МН и ЈС, сите од Виница. За нив била издадена судска наредба од Основниот суд во Кочани, пошто бил извршен претрес во куќа во Виница. Исто така претресено било и патничко возило Тико со винички регистарски ознаки, собственост на СВ. Во возилото биле пријавените, а кај собственикот е пронајдена марихуана. Од полицијата додаваат дека по целосното документирање на случајот ќе биде поднесен соодветен поднесок. Од полицијата додаваат дека на 15 ноември во 16 часот и 30 минути во одделението за внатрешни работи во Свети Николе било пријавено дека на автопутот Миладиновци Штип патничко возило Опел со кочански регистарски ознаки изгубило контрола и излетало надвор од патот.
Со возилото управувал 56-годишниот БАЛ. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобила со патничката во возилото 55-годишната ЗАЛ од Кочани, пошто таа била префрлена во клиничката болница во Штип. Увид на местото на несреќата направила увидна екипа од одделението за внатрешни работи од Свети Николе.